Македонија има иновативни луѓе и предпријатија. Вака директорката на Фондот за иновации и технолошки развој Јасмина Поповска го дефинираше својот став на темата иновативност. Денес Поповска одблиско ќе ни даде одговор на повеќето прашања поврзани со иновациите, технолошкиот развој Македонија како земја која сака да ги стави овие вредности на потенцијал. Најпрво ќе се заблагодарам на одговорот на вашата покана и ете да започнеме со главното прашање. Фондот за иновации стартуваше во 2014 година, тогаш е зародишот на овој фонд. Ајде да кажем, одблиско да се запознаеме со работата на фондот и со неговиот фокус. Точно на почеток на 2014 година започнавме со воспоставување на фондот, затоа што е комплетно нова институција. Основањето на фондот беше предвидено во Законот за иновацијска дејност, кој што го донесе собранието во 2013 година и една од клучните институции која што помага да се реализира стратегијата за иновации од 2012 до 2020 година. Главната работа на фондот е да обезбедиме финансиска поддршка за приватниот сектор да биде поконкурентен. А како ќе биде поконкурентен? Тоа е еден од начините да те воведуваат иновации, да бидат иновативни, нивните продукти да задоволуваат некои потреби на пазарот кои што не се задоволени од друг производител, од друг ентитет и на таков начин да имаат една конкурентска предност во однос на другите компании и да заработуваат повеќе, да генерираат нови работни места. Иновациите во денешно време стануваат нужност. Не се веќе можност на едно предпријатие дека ако сака може да иновира. Денеска пазарот и потрошувачите едноставно бараат иновации, бараат нови решенија, бараат нешто што ќе е подобро за нив и на тој начин самите компании неопходно е да воведуваат нови производи или подобри од она што моментално го продаваат на пазарот, или пак услуги и со самото тоа да бидат пред другите и да ги задоволат не само постојните клиенти и да ги задржат, туку и да најдат нови клиенти, нови пазари и да извезуваат. Затоа фондот се фокусира токму на приватниот сектор да му помогне да биде поиновативен. Обезбедуваме финансиска поддршка, грантови до 100.000 евра за иновативни проекти и секако обезбедуваме и знаење, поддршка, менторирање, консултантство, ментори во смисла да им помогнат на менеджментот да ги реализираат подобро своите бизнис планови, да најдат партнери, да најдат пазари за да ги извезуваат своите решенија и секако да знаат подобро да менеджираат со компанијата, со вработените и секако полесно да обезбедат раст. Заклучно со 2016 година фондот може да се пофали со обезбедени, односно реализирани 37 грантови за предпријатија. Што точно ова значи? До сега поддржавме 37 предпријатија, од кои што многу се голем дел млади предпријатија, кои што постојат година, 2-3. Ова е особено значајно, затоа што оваа целна група до сега тешко доаѓаше до финанси. Стартап предпријатијата не се многу подобни за финансирање кај банките, од аспект што немаат историјат, се млади компании, немаат што да покажат како референца дека сработиле предходно за да бидат подобни за финансирање преку банките и остануваат сами на себе. Значи треба да се финансираат од сопствени извори на финансирање, од пријатели, роднини и слично, оние кои што веруваат во нивната бизнес идеја. Со формирањето на фондот за прв пат државата одлучи и обезбеди, и тоа значителна поддршка за ваквите млади компании со иновативни решенија да имаат можност да ги реализираат истите и побрзо да дојдат на пазарот. На тој начин го намалуваме ризикот за менеджментот на компанијата, за основачите, ги поттикнуваме да бидат креативни и иновативни и се надеваме дека ќе има конкретни резултати во наредниот период. Од оние проекти кои што досега ги финансиравме, голем дел веќе завршија. Некаде 16 проекти се комплетно завршени од првиот повек и нивните решенија се достапни на пазарот. Дел од нив веќе добија и признание од Фондот за извонредност, со самото тоа што се иновативни, се надеваме дека ќе бидат
позитивен пример и за другите да бидат како нив. И дел од овие компании веќе имаат решенија кои што бизнисот може да ги користи. Значи, други компании да ги искористат со цел да бидат поефикасни, попродуктивни. Но оваа помош не застанува тука. Кој се може да добие средства и како трае овој процес? Нашата активност продолжува. До сега, покрај овие 37 предпријатија што ги поддржавме, ќе работиме и со други. Веќе четвртиот повик по ред, а прв за оваа година, е во подготовка и е објавен во два печатени медиума. Се работи за повик кој што трае 90 дена. Сите заинтересирани може да аплицираат до 3 мај. И до тогаш им даваме можност буквално 90 дена да седнат и да сработат на вистина квалитетен предлог проект, затоа што она што поминува за финансирање кај фондот е квалитетно подготвена проектна апликација. Бизнис план кој што ги има осмислено сите потребни работи и услови за да тоа се имплементира, во смисла да знаат кој им е пазарот, да си го познаваат добро клиентот, да знаат што на тој клиент му е потребно, дали ова иновативно решение што го нудат да го развијат на вистина е потребно на пазарот и ги задоволува барањата на клиентот кој што сакаат утре да го купува тоа решение. Добро да го осмислат начинот на кој што ќе продаваат, на кој што ќе се рекламираат, ќе воведуваат маркетинг активности и секако многу добро да осмислат кој ќе биде во тимот. Затоа што фондот дел од трошоците кои што овие компании им ги признаваме како подобни, одат и за плати, односно може да си дозволат да вработат луѓе кои што се квалитетни, кои што ги имаат потребните квалификации да го спроведат проектот. До сега во просек фондот има поддржано кај овие 37 компании од 4 до 5 работни места, во просек околу една година, се со цел да една компанија биде растеретена од секојдневните обврски, да може да посвети на вистина квалитетни луѓе да ги спроведат проектите и да излезат на крај со финален производ. Колку од досегашните понудени проекти или доставени до фондот може да се каже дека Македонија има потенцијал за вакви иновативни предизвици? Од овие 37 проекти има доста интересни решенија кои што се интересни за пошироката јавност, за граѓаните. Тука би истакнала неколку решенија кои што решаваат еколошки предизвици. Биоинженеринг е компанија која што доби грант за да направи нов иновативен метод за прочистување на отпадни води. На мене тоа е за исто за приватниот сектор, за оние индустријски објекти кои што имаат потреба од воведување на вакво решение со цел да ги исполнат еколошките стандарди. Исто така биоинженеринг паралелно на ова работи и на тоест веќе нуди генетски испитувања, една нова иновативна метода каде што секој граѓанин може да си ги испита своите генетски предиспозиции кон определена болест и на тој начин може да превенира со определен здрав начин на живот. Навистина интересен проект и во соработка со Филип II веќе ја нудат оваа услуга. Биоинженеринг е млад, едуциран тим составен од млади луѓе кои што имаат истражувања работени во оваа област, долги години кои што имаат студирано во странство на докторски, постдокторски студии и навистина ми е задоволство дека се вратени во Македонија и работат на собствен бизнис и се надеваме дека ќе бидат примери за другите млади луѓе. Покрај ова решение, тука е решението на Акрон, тоа е една веќе зрела компанија, затоа што со еден инструмент фондот поддржува до 100.000 евра микро, мали и средни предпријатија кои што имаат некаков прототип, некој иновативно решение и кои што може да го продадат на пазарот благодарение на поддршката на фондот. И тука немаме ограничување на колку треба да е стара компанијата. Само да е регистрирана во Македонија, да е македонски граѓанин, доминантен собственик и да е микро, мало, средно предпријатие. Тие се основните услови.
Акрон е меѓу тие компании кои што добија поддршка од државата да развие еден посебен процес за рециклирање на стаклен отпад, нешто што навистина ни треба во државата и се надеваме дека ќе биде успешен во својата дејност, меѓутоа од друга страна ќе има и позитивно влијание генерално во општеството, исполнување на некои стандарди за подобар квалитет на живот. Покрај овие решенија имаме бројни други, секогаш се повеќе ги стакнувам овие кои што на пошироката публика и се интересни. Тука е исто на Innovation проект кој што би требало да помогне во превенција на срцев удар кај граѓаните и се надеваме дека ќе има навистина интересни услуги каде што определени групи на граѓани што се заинтересирани ќе може да ги користат. И останатите проекти навистина се во својот домен специјализирани, добро смислени и успешни и сега зависно од тоа каков интерес ќе има на пазарот, затоа што се уште имаат и тука доста да работат, ќе видиме какви резултати понатаму ќе остварат во однос на приходи, раст и работни места. Ние и понатаму им помагаме и ќе се обидеме да им помагаме со промоција на саеми, преку нашите канали на маркетинг, со цел да овие примери добијат што поголема, како да кажем, да се слушне за нив повеќе, за да и другите бидат постимулирани да го следат тој проект. На кој начин се врши комисиско оценување на проектите и на кој начин се одлучува кои проекти ќе бидат поддржани? Уште кога го осмислувавме целиот процес, затоа што, како што напомена, фондот е нова институција, внимававме да развиеме процедури кои што ги исполнуваат меѓународните стандарди за квалитет, кои што се транспарентни, се објективни и кои што ќе влијаат доверба кај граѓаните и кај приватниот сектор дека нивните проекти ќе бидат оценети со должно внимание, дека тој што ги оценува си ја знае работата и на крај дека ќе биде објективен и ќе им даде оценка како што треба, како што заслужуваат. Во фондот посебно тело имаме, тоа е Комитет за одобрување на инвестиции. Во моментов е составено од 4 меѓународни експерти со повеќе од 10 годишно искуство во областа на иновации и инвестиции, работа со стартап предпријатија исто. И овие луѓе доаѓаат од Германија, Франција, Соединетите Американски држави и Канада. Поприлично е така диверзифицирана група, меѓутоа имаат многу солиден бекграунд, имаат огромно искуство и знаење кое што ни помагаат и на нас како фонд, како институција да ги донесеме одлуките како што треба и да се развиваме и понатаму. Нивните CV се објавени кратки резимеа на нашата веб страна, така што може секој што е заинтересиран за работата на фондот или како ги доделуваме средствата да ја посети нашата веб страна, да види кој е во комисијата, комплетно да добие информација од почеток, кој ќе достават апликација, што следи, во кои чекори ние одобруваме средства. Откако ќе пристигнат сите апликации, многу е значајно да се пополни секако што треба, да убаво се осмисли целиот проект и да се достави навремено во фондот, да се запази рокот. Што ме е запазен рокот од повекот, следно е да сите тие апликации, како што се доставени, се доставуваат до комитетот. Индивидуално тие ги оценуваат, потоа имаат седница и под една по-сериозна дискусија се одлучува кој продолжува понатаму, а кој застанува тука и му се враќа дека е одбиен, со мало кратко резиме како да го подобри проектот понатаму и на што да обрне внимание. Тие што влегуваат во потесен круг понатаму, повторно ги оценуваат во многу подлабинска анализа и истите се оценети од експертна животна средина со цел да немаат негативни влијанија на животната средина и од друга страна се оценети од стручњак во таа област за специјализација доколку комитетот има потреба, например некој специјалист од здравство или од земјоделие, зависно се за што се работи проектот, од кој сектор доаѓа. Ако имаат потреба, може да побараат стручна помош од вакво лице и овие исто дополнително ангажирани експерти се со повеќе од 7 годишно искуство во таа област на специјализација и се претежно регионални меѓународни експерти. И на крајот, кога поминува целиот процес, има финално интервју
со тој што аплицирал, го презентира накратко неговиот проект пред комитетот, директна средба има можност директно да добие и информација повратна за тоа што е добро или што не е добро кај проектот и како да продолжи понатаму. На крај, после седницата, после целата дискусија, се одлучува кој ги добил средствата. Фондот, значи јас, директорот и вработените, колегите што работат во фондот, сме повеќе административна поддршка на членовите на комитетот, бидејќи тие го имаат искуството и знаењето да ги донесат овие одлуки. И навистина ни е значајно да граѓаните бидат информирани за ова, да знаат дека постапката е комплетно објективна, транспарентна и дека и да бидат одбиени ќе имаат бенефит за тоа што некој на нивната бизнис идеја ќе им даде повратна информација дали е добра или не, иако е некаде измеѓу како да се подобри и да дојдат, ќе имаат повторна шанса во фондот на следниот повик да аплицираат со подобар проект. И веќе имаме такви искуства. Некој што бил одбиен на прв повик добил средства на вториот повик затоа што го послушал комитетот со насоките кои што му ги дава. И внимаваме секогаш, секој што е заинтересиран или има некоја дилема дали правилно е одлучено по неговиот проект, зошто е одбиен или зошто добил средства да добие дополнителна информација во фондот. Тоа е накратко околу самата процедура и сега во наредниот период сите заинтересирани ќе може да дојдат на 15 февруар имаме настан со председателот на комитетот за одобрување на инвестиции господинот Волфганг Кнејски од Германија. Тој ќе биде тука и 2 часа ќе има можност секој во тие 2 часа да го праша нешто што би го интересирало околу евалуацијата и околу аплицирањето, што особено е значено затоа што од прва рака ќе добијат информација како некој го оценува проектот, на што особено внимава при оценување и како тој другиот да се подобри во определени сегменти. Колку самото основање на фондот представи предизвик за технолошки развој и иновативност на токму на пазарот? Сметам дека Фондот за иновација и технолошки развој е клучна институција не само поради тоа што обезбедува финансирање и дава можност на многу претпријатија. Туку и според она што го работим изминатиот период и ситуацијата на терен, дека можеме да забележиме разлика и во свеста за значењето на иновациите за бизнес секторот и за македонската економија. Затоа што уште кога се воспостави фондот имавме потреба еден период да објасниме што се иновации, што се стартап предпријатија, што се спин-оф предпријатија, зошто е значајно да соработува приватниот сектор со високообразовните и научно-истражувачки институции, што значи на комерцијализација иновации, кои се бенефитите од самите иновации. Воведување на иновации за еден бизнес не значи само инвестиции и трошоци правење, во смисла како што се оперативни трошоци за тековно работење, не треба да се гледа како трошок и за иновациите, туку како инвестиција во создавање на нова додадена вредност за компанијата и вложување во раст на таа компанија. Доколку компаниите го сватат ова и се обидат да бидат иновативни, дури во секојдневните активности може да бидат многу попродуктивни, многу поефикасни, многу по-лесно да комуницираат со потенцијалните купувачи. Така што во изминатиот период доста работевме на тоа поле да ја промовираме иновацијската дејност, значењето на иновациите и навистина е задоволство кога ќе се види дека на терен се појавуваат се повеќе организации и приватни компании кои што работат исто во насока на промоција на иновацијската дејност. Тука се инкубатори, акцелератори, организации што имаат понеформален карактер, каде што стартап предпријатијата се здружуваат, разменуваат мислења, искуства, си помагаат едни на други, соработуваат и сите тоа создава една поинаква атмосфера во бизнес секторот, каде што не треба секогаш компаниите да се гледаат меѓу себе како конкуренција, туку треба максимално да извлечат исто и придобивка за двете страни и преку соработка. Она што ќе следи наредниот период со повикот што е објавен до 3 мај, каде што планираме да доделиме грантови за 15 стартап предпријатија и 10 микромали и средни предпријатија со иновативни решенија. Вкупниот износ ќе биде околу 1.450.000 евра. Она што сега ќе го правиме додека овие 3 месеци трае повикот е многу работа на терен со компаниите. Значи планираме да сме присутни
на сите поголеми и помали настани каде што се присутни компаниите со цел да им ја презентираме можноста, опцијата која што им ја дава фондот и да дојдат за повеќе информации да се објават во нашата контакт канцеларија. Специјално за предпријатијата да сме поблиску до нив отворивме контакт центар во централното подрачје на град Скопје. Меѓутоа и ќе организираме инфоденови во повеќето градови низ Република Македонија. Ова го правиме секоја година за секој повик. Во Штип бевме присутни, во Струмица бевме присутни, во Охрид, Битола, Прилеп. Гледаме да сме што поприсутни секаде, барем еден ден да дојдеме и цел ден нашите експерти, нашиот тим да ја објасни целата постапка и како луѓето да го пополнат предлог проектот за да може да аплицираат до фондот. Продолжуваме со промотивни активности, се надевам дека овој пат ќе имаме и поголем број на апликации. Ете што е со големите предпријатија, ги споменуваме малите, средните и микропредпријатијата, меѓутоа дали во иднина фондот ќе може да обезбеди некои препораки за големите предпријатија, дали има интерес според она што вие го имате како впечаток од терен? Имаме соработка и со големи предпријатија, неколку состаноци сме направиле да видиме докаде се какови се ставовите нивни во однос на иновациите. Има простор за работа тука се уште, бидејќи меѓународните студии покажуваат дека оние предпријатија што се најуспешни во светски рамки на глобален пазар многу вложуваат во иновации, значи во истражување, развој, тестирање, дизајн и слично, каде што благодарение на тоа веќе се прави поделба и од тие што иновираат, значи најуспешните кои што иновираат, кои се најуспешни меѓу нив и зошто се тие најуспешни. Сите, 100 компании да се на глобално ниво, сите се успешни затоа што иновираат, значи затоа што воведуваат иновации и постојано размислуваат за новини во нивната работа. Меѓутоа и меѓу нив има пак некој што е поуспешен. Главната карактеристика на тие топ 5 компании што се најуспешни и помеѓу сите овие 100 е затоа што имаат еден стратешки, систематски пристап кон иновациите. Значи, во нивните стратешки планови на 3 години, на 5 години што ги прават, за наредните 5 години, имаат визија дека во голем дел се што е поврзано со иновации ќе се имплементира. Своите вработени ги учат на една иновацијска интрапредприемачка култура. Значи, самите вработени, неопходно е секој индивидуален што работи во овие компании да размислува како да направи нешто иновативно, креативно, да го подобри работењето. Не мора да е тоа нешто крупно. Не мора да е сосема нов продукт, производ со кој што ќе излезе компанијата. Меѓутоа, и иновации во секојдневното работење, во секојдневните процеси и како знаат да имаат бенефит за овие компании. Верувам дека и кај нас големите компании треба да го следат овој тренд, особено затоа што ги имаат ресурсите. Меѓутоа, свеста за тоа кои се последните трендови, зошто иновациите се значени, треба да се зајакнува, да се подига кај овие компании. Дел од нив се исклучати секако се доста успешни на полето, меѓутоа дел од нив се уште имаат простор за работа и верувам дека фондот тука би помогнал во наредниот период да ги стимулираме и тие да повеќето од нив да воведуваат иновации, да соработуваат со научни истражувачки високообразовни институции, меѓутоа и со стартап предпријатија. Затоа што постојат светски пракси каде што голема компанија како Вајра, тоа е голема телекомуникацијска компанија која што работи на 3 континенти и соработува со стартап предпријатија со цел да оние мали инкрементални иновации, промени што се прават, што се случуваат, да може да ги имплементираат во својот бизнес и да имаат бенефит од тоа. Оваа компанија огромни средства издвојува за истражување и развој долгорочно, за некои многу големи иновации, радикални иновации. Меѓутоа, за ситни промени, што секако имаат континуирано бенефит за компанијата и од тоа може да генерираат приходи, тие ги реализираат преку соработка со стартап предпријатија. Затоа што самите стартап предпријатија се мали, креативни компании кои што имаат некоја решение на кои што работат и тоа може да биде навистина успешно утре за некоја голема компанија да го имплементира. Постојат многу примери вакви и верувам дека може да се стимулираат кај нас во среднорочната програма за работа и во акцискиот план за стратегијата за иновација. Една од мерките е токму насочена од фондот за големите компании. Оваа година треба да се обидеме да развиеме еден од инструментите кои што го имаме, овој за комерцијализација на иновации и да го адаптираме за
потребите на големите компании, затоа што не може ист да е пристапот како за микро, мали и средни претпријатија. За големи, меѓутоа, нашиот став е дека ниту еден релевантен чинител во тој иновацијски екосистем не смее да биде изоставен. Едноставно секој треба да има поддршка. Сега ќе видиме колкава ќе биде и колку ќе имаме можност за тоа од буџетот да издвоиме средства, но верувам дека некогаш на компаниите не им треба само средства. Еве кај големите компании може не им треба толку средства, повеќе им треба може би техничка помош, некој консултант да поработи со нив, да ги подигнат на повисоко ниво плановите за воведување иновации, процесите, самиот менеджмент со иновации и слично, да посветат тимови кои што ќе работат на овие прашања за да бидат поконкурентни и повеќе да извезуваат. Сега ќе го поставам и прашањето колку политичката ситуација која што владее во државата има влијание врз доменот на вашето работење, спроведувањето на проектите, но и соработката со претпријатијата. Па можам да кажам дека големо влијание има затоа што ние сме државна институција. Фондот за иновации е независна национална институција која што реферира, односно одговара пред владата на Република Македонија. Значи, имаме тесна соработка и со другите државни институции, пред се со Министерството за образование и наука, кој што е носител на законот за иновацијска дейност, меѓутоа ние директно одговараме пред владата и голем дел од документите и процедурите кога ги носиме добиваат согласност од владата. И со самото тоа нас навистина ни представува проблем да функционираме и сите овие убави идеи, планови, програми да ги реализираме во наредниот период, доколку постои една ваква политичка криза, тензија која што секако се одразува и на нашата работа. И тука не можеме да останеме глуви на приватниот сектор кој што постојано алудира дека политичката криза која што предолго трае се одразува веќе и на бизнисот сериозно, затоа што им го зголемува ризикот за работа. И секако се создава еден грч во приватниот сектор дали да се инвестира или да не се инвестира во нешто и како ќе и дали ќе може да предвидат наредната ситуација, како ќе се одрази сето ова на економската состојба во земјата. Неопходно е што побрзо да имаме разрешница на сето ова, дури премногу трае, навистина премногу трае, со цел да можеме како институции да си работиме она што ни работа и да реализираме вакви убави проекти. Затоа што фондот, како што знаете, е основан од оваа влада и до сега поддршката беше огромна. Огромни буџетски средства се издвоија за фондот и очекувано и повеќе да бидат издвоени во наредниот период, затоа што предвидуваме и многу поголем обем на поддршка преку приватен инвестицијски фонд и слично. И едноставно не може да се гледа економијата како нешто што е на страна од политиката. Оде ќе ви се заблагодарам за вашето гостување. Ние како медиум ќе следиме работата на Фондот за иновации, како што и досега бевме будно ги следевме сите проекти кои што вие ги реализирате. Благодарам. А вие, драги гледачи, останете понатаму со програмата на Канал Плюс телевизија.